Вести во 18 часот, добар ден. Најнова вест. Полицијата попладнево почна да приведува луѓе во врска со пораките што ги вознемирија скопјани за наводната загаденост на водата. Дознава Канал 5. Еве ги и останатите наслови. Паника во Скопје по масовното споделување пораки дека водата е загадена. Градоначалникот обвини за организирана акција на опозицијата, еднаква на тероризам. Јас не сум монструм кој што ќе дозволи макар еден живот на моите сограѓани да биде загрозен. Прогласена епидемија на западно-нилска треска во 5 скопски населби. Почина 83-годишник кој имал и други болести. Кај населението би препорачале користење на репеленти, поставување на мрежи, прозорци на врати. Почна одбележувањето на 25 годишнината од Охридскиот рамковен договор. Може ли Македонија да ги надмине етничките линии на поделба? Пулс нелегално бил пренаменет од индустријски објект во дискотека. Општината требала, но не реагирала, оценија вештаци. Повеќе од една деценија не е пропуст, не е превид, не е еден погрешен документ. Милиони луѓе во Шпанија и Исланд ќе го гледаат првото целосно затемнување на сонцето во Европа од 1999-та. Небесниот спектакл делумно ќе биде видлив и од Македонија. Шест мина се приведени попладнево во полициските станици низ Скопје на информативен разговор во врска со пораките кои што се ширеа од синоќа со тврдење дека во водата во Скопје е пронајдена бактеријата Ешерихија коли, дознава Канал 5. Според информациите, двајца од нив се во полициската станица во Скопска Киселавода, а останатите во другите станици низ главниот град. А сите се повикани по претходна пријава од градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. Тој на пресконференција оцени дека станува збор за оркестрирано ширење дезинформации и паника, за што очекува да има и одговорност. Маја Стојановска ги има сите детали. Ова е обична вода од чешма. Да знаат скопјани дека имаме најдобра вода, најквалитетна вода и дека јас и моето семејство и мојот 8,5 годишен син ја пиеме оваа вода. Една чаша вода, како одговор на информациите дека скопската вода не е безбедна за пиење. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски пред камерите испи вода од чешма, уверувајќи ги скопјани дека нема место за паника, дека во водата нема бактерии и дека таа е целосно безбедна за пиење. Откако изминативе денови на социјалните мрежи се ширеа предупредување дека во скопската вода има бактерија Ешерихија коли, Ѓоргиевски на вонредна пресконференција обвини за организирано ширење на паника од опозицијски структури. Најави дека ќе бидат идентификувани профилите кои ги ширеле дезинформациите и дека за нив соодветно ќе постапува Министерството за внатрешни работи. Ние имаме една од 5 најдобри води и извори во Европа. И одговорно тврдам и стојам позади тоа. Јас не сум монструм кој што ќе дозволи макар еден живот на моите сограѓани да биде загрозен. Ова е организиран напад за ширење на хистерија, според мене рамно на терористички напад и од утринава сакам да ви информирам како медиуми, но и јавноста дека се сублимираат сите профили и лажните, но и оние приватни, а се припадници на опозицијските партии и уредно во текот на денот од страна на директорот за водовод и канализација ќе бидат доставени до Министерството за внатрешни работи. Дека водата согласно последните испитувања е и хемиски и микробиолошки исправна, уверуваат и од јавното претпријатие Водовод и канализација. Оттаму објаснуваат дека водата секојдневно се испитува на околу 40 точки низ градот, а по појавата на информациите на социјалните мрежи била направена и вонредна PCR анализа, која исто така не покажала присуство на бактерии. Е направена брза PCR анализа. Таа е брза анализа која што за помалку од 4 часа имаме основни индикаторски параметри каде што констатираме дека не е детектирано присуство на геномски копии на Ешерихија коли, на колиформни бактерии, ниту на псеудомонас.
покрај градските власти. Информациите дека скопската вода е неисправна ги демантира и од Агенцијата за храна и ветеринарство, Институтот за јавно здравје и од Министерството за здравство. Од АХВ посочија дека немаат информација за незадоволителни резултати од лабораториско испитување на водата за пиење во Скопје, што е нивна законска обврска. Додека од Министерството за здравство велат дека досега нема регистриран ниту еден хоспитализиран пациент, чија здравствена состојба се поврзува со пиење вода од Скопскиот водовод. Директорот на инфективната клиника Фадил Цана вели дека иако бројот на пациенти е зголемен поради високите температури, кај ниту еден нема индикации дека причината за хоспитализација е водата. Бројот е зголемен, но не е над нормалната. Во споредба со претходните години, тука е. Значи во очекуваниот раст. Така што немаме податоци дека некој има гастроинтестинални тегоби поради пиење на вода. Во меѓувреме, основното јавно обвинителство соопшти дека подопрен глас оформило предмет за проверка на информациите за енормно загадување со отпад во заштитеното подрачје во близина на изворите Рашче. Ѓоргиевски ја поздрави одлуката на обвинителството, посочувајќи дека иако депонијата не е во надлежност на градот, градските служби веќе во моментов ја чистат. Според него, депонијата се наоѓа на значително растојание од изворите Рашче и не може да предизвика загадување на водоснабдителниот систем. Не денеска, туку утре ќе бидат познати резултатите од последната трета анализа на водата во Гостивар, информира од кризниот штаб по утринскиот состанок. Сепак властите се охрабрени од претходните две анализи и се оптимисти дека наскоро од чешмите ќе протече питка вода. Поречиси еден месец голгота. Дејан Србиновски. Утре, по истекот на 72 часа од последното лабораториско испитување, ќе се знаат официјалните резултати од третото тестирање на водата во Гостивар, по кое, ако ги потврди претходните два резултати, гостиварци ќе можат да пијат вода од чешма. Ова било констатирано на денешниот состанок на кризниот штаб во Гостивар. Извори од штабот за Канал 5 велат дека последните микробиолошки тестови се чисти, а по наредбата за намалување на количината на хлор и двете последователни мерења покажале вредности во рамките на дозволените граници. Сепак, според истите извори, одлуката за евентуално укинување на забраната за користење на водата за пиење треба да ја соопштат надлежните институции, најверојатно Агенцијата за храна, која и донесе одлука за забраната. На денешната пресконференција во Министерството за здравство, заменик министерот Јовица Андоновски, одговарајќи на новинарско прашање кога би можел да биде прогласен крај на епидемијата во Гостивар, рече дека очекува состојбата наскоро да се нормализира, доколку и следните анализи го потврдат подобрувањето на квалитетот на водата. Колку ја што сум информиран, квалитетот на водата е драстично подобрен со последните анализи. Очекуваме уште една анализа, колку што сум информиран, но сега не сум присуствувал на последниот кризен штаб. Доколку биде водата во ред, се надевам дека во најбрз можен рок ќе се случи и тоа. Во суштина, тоа го прогласува кризниот штаб заедно со Агенцијата за храна и ветерина. Од Министерството за здравство вела дека внимателно се следи здравствената состојба во градот. До тогаш, гостиварци може да ја користат водата од водоводот едноставно како техничка. Останува на сила забраната за користење на водата од гостиварскиот водовод и за подготовка на храна за сите граѓани, угостителските објекти и оператори со храна. Снабдувањето со вода за пиење во градот се обезбедува преку цистерни, а на граѓаните им се дистрибуира и пакувана вода. 83-годишен пациент е првата жртва на западно-нилската треска во земјава годинава. Од инфективната клиника соопштија дека тој имал повеќе хронични болести, а уште 5 пациенти кои се примени на инфективна се во критична состојба и се на механичка вентилација. Истовремено здравствените власти прогласија и епидемија од западно-нилска треска во неколку скопски општини и населени места. Деталите ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ.
Почина 83 годишен пациент со нилска треска на клиниката за инфективни болести. Пациентот покрај возраста имал и други хронични заболувања, потврди директорот на клиниката Фадил Цана. На клиниката од нилска треска се лекуваат во моментот 20 пациенти, 5 од нив се на интензивно лекување. За весна вирусна инфекција во цел свет нема адекватен лек. Тие се по пациенти кои првично се хоспитализираат затоа што имат манифестации невроинвазивни и тие се следат, се мониторираат 24 часов на мониторинг има кај тие пациенти и зависно како реагира нивниот имунитет, а затоа треба имунологија, да имаме податоци и знаење за имунологија, така и се постапува за тие пациенти. Најчесто симптомите се висока температура, повраќање и диареја, но и вртоглавица. Посебно треба да се внимателни возрастните граѓани и оние со хронични заболувања, појаснуваат докторите. Висока температура, силна главоболка, конфузност, што е најважно, ако пациентот претhodно бил нормално, со без некое нарушување невролошко, тогаш тој пациент има индикација за преглед, нормално, кај матичен лекар, прво да се постави индикација дали ќе треба да продолжи исследувањето на клиниката за инфективни болести. Во општините Киселавода, аеродром Гази Баба, Бутел и Илинден, а во населените места Драчево, Пржино, Долно Лисиче, Јурумлери и Кадино е прогласена епидемија, потврдио Центарот за јавно здравје Скопје. На терен ќе има редовно прскање од комарци во сите овие општини и населени места, објаснува Арсениевски од Центарот за јавно здравје. Една од мерките предвидува и отстранување на сите оние садови, предмети или делови каде што се собира водата, каде што може да се развијат комарците, кај населението би препорачале користење на репеленти, поставување на мрежи, прозорци на врати, да се избегнува престој надвор во периодот кога комарците се најактивни, тоа е во самрак и во зори, и доколку морат да излезат во тој период од денот, да носат долги ракави, ногавици или посветла облека. Досега 8 пациенти се излекували и заминале од инфективната клиника, а вкупно од стартот на нилската треска биле хоспитализирани 29 пациенти. Судската независност не е оправдување за непочитување на Уставот, им одговори Уставниот суд на Судскиот совет и Сдруженијето на судии. Европската Унија подготвува измени во правилата за проширување поради се посилниот страф дека забрзаниот прием на нови членки може да доведе до парализа на носењето клучни одлуки во блокот, објави весникот Политико, повикувајќи се на дипломатски извори во Брисел. Според информациите на медиумот, целта е да им се дадат гаранции на сегашните земји членки дека новиот бран на проширување нема да го парализира процесот на одлучување или дополнително да ја усложни распределбата на средствата од заедничкиот европски буџет. Ова прашање ќе биде централна тема на стратешката расправа што европските лидери треба да ја водат на состанокот на Европскиот совет на 15 и 16 октомври. Советот уште во јуни најави дека на октомвриската сесија посебно ќе разгледува поврзаноста меѓу идното проширување и неопходната внатрешна реформа на самата Европска Унија. Похрит и битола, карванот со музичко-сценскиот спектакл Силно светнал ден по повод 35 години од независноста на Македонија денеска пристигнува во Велес. Таму е Сања Трајковска Ставров. Сања, дали е се подготвено и што ќе имаат можност и велешани во живот да видат и чујат? Борче би рекла театар под отворено небо, како што може да се забележи зад мене, бината, сцената е веќе подготвена. Оние технички подготовки се веќе во тек, инструментите ги забележуваме на сцена, а што точно ќе се случува вечерва, имам чест да
поразговарам со еден од изведувачите, тоа е Игор Дурловски, нашиот најпознат македонски оперски пејач. Ви благодарам што денеска издвоивте време за да поразговараме за едно вакво убаво културно нешто, би рекла. Ви благодарам на поканата. Кажете ми, може ли да кажеме што овој настан го прави поинаков од еден концерт? По што се издвојува, што ќе имаат граѓаните можност да видат вечерва и кои се впечатоците од Охрид и Битола? Па најверојатно има не толку често настани во кои што имаме по 30-40 македонски изведувачи од повеќе фелиден, да кажам, од народната, од поп музиката, од рап сцената, од класичната музика, јас и мојата сопруга. Така да тоа е еден од атрибутите кои што го дели од сите останати концерти и големината на ансамблот кој што настапува. Имаме преку 120 уметници на сцена, имаме танчери, имаме актери, имаме пејачи, имаме режисер. Еве кога спомнувам режисер да спомнам дека целиот овај мултимедијален проект е под режисерската палка на нашиот реномиран режисер Дејан Пројковски и ова се навистина моменти во кои што сите со колегите уживаме, сите работевме сериозно на подготовките на овој проект и еве веќе 2 настани, како што кажавте, пройде настанот во Охрид и во Битола, поминавме многу убаво, публиката беше презадоволна. 3 часа пееше заедно во еден глас со изведувачите и навистина имаме еден успешен проект кој што верувам дека и вечерва во Охрид ќе биде исто на високо ниво. Вечерва во Велес ќе уште еднаш кај ќе имаат граѓаните можност па и од другите градови да дојдат. Ве прашав што е специфично, верувам дека има и поединечни танци и глума кои на некој начин ќе ја пренесат целава ова историска независност, затоа што нели по повод и 35 годишнината е овој настан. Која е пораката како изведувач што сакате да допре до граѓаните? Па до граѓаните, како што гледате дека целиот тим од пејачи, од актери, од сите сме обединети, така да можеби пораката е да се конечно да се обединиме како народ, да бидеме сите едно, да гледаме позитивно на нашата блиска и подалечна иднина и да веруваме дека ќе градиме и понатаму една успешна, квалитетна држава во која што со гордост ќе живееме. Кажете ми како светски изведувач, какво е чувството да се изведува сега нешто вакво пред домашна публика, споредено со она што го имате како искуство? Кој е големо? Најчесто настапуваме во затворени простори, во театри и во Македонија и надвор од Македонија. Ова е нешто малку поинакво. На отворена сцена поретко настапуваме, иако сме имали настапи и во класичната музика, често знае во лето Open Air фестивали да се случуваат, да се организираат, но ова е поинакво за мене како искуство, затоа што навистина со колегите од естрадата не често имаме можност да настапуваме заедно. Еве сега прилика, имаме, како што кажав, одлична соработка и верувам дека и понатамошните настапи кои што следуваат 16, 17, 18 и 19 веќе ги имаме следните 4 настани кои што, ако не се лажам, ќе бидат во Крушево на 16, 17 Куманово, 18 Штип и 19 во Прилеп, а останатите продолжуваат до крајот на месецот, а ќе завршиме со голем концерт на 4 септември во Скопје. А во меѓувреме, јас и мојата сопруга ќе имаме исто можност да настапиме и на 1 септември на плоштадот Македонија во Скопје, заедно со едно од најголемите имиња на 20 и на 21 век Хозе Карерас. Така да подготовките се во тек и за тој настан и ја уверувам публиката дека ќе уживаат во истиот. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам вас на поканата. Убав настап да имате, верувам искуство не ви недостига, се надевам дека ќе уживате и вие и публиката. Ви благодарам. Така, се е подготвено за вечерва во Велес, да подсетам во 20:30 часот започнува оваа манифестација на музика, на театар, се со цел од сцена да се пренесат сите важни моменти во изминатите 35 години. Студио. Така е, Сања, ти благодарам за сите информации. Продолжуваме со останатите содржини. Со панел дискусија почна одбележувањето на 25-та годишнина од Охридскиот рамковен договор, со кој што на 13 август 2001 се стави крај на конфликтот. Централниот настан ќе биде утре, за кога е закажана и свечена седница на владата, а паралелно одбележување ќе организира и ДУИ.
Јана Јосифовска. Да ги учиме лекциите од минатото, но да се фокусираме на иднината на државата, без нови етнички линии, туку вистинско инклузивно општество. Ова беа дел од пораките на денешните панел дискусии, со кои почна одбележувањето на 25 годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Според министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, правата на заедниците се трајни и никој не треба да ги преиспитува, а следните 25 години мораме да ги насочиме кон одговорност, квалитет и резултати. Борбата со корупцијата нема етничка припадност, посочи тој. Министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати со порака дека отворениот и конструктивен диалог е неопходен за создавање нова култура на политички и општествени односи. Заштитата на правата не треба да значи дека ние како нација бесконечно ќе создаваме нови етнички линии во нашите институции или во нашето општество. Сметам јас лично дека ние како држава сме созреале да имаме капацитет веќе да ги надминуваме етничките линии. Ако ме прашувате која е моја најголема грижа од политичка гледна точка во нашето општество, е дека се уште постојат поединци и политички субјекти, пред се политички партии кои што се обидуваат да се наметнат како сопственици на една заедница по етничка линија. Како само тие да се тие кои што штитат права на една етничка заедница. Ваквиот отворен и конструктивен диалог би бил силна порака до јавноста и темел за градење на нашите внатрешни капацитети за нова култура на политички диалог. За лидерите на Влен и градоначалници на Тетово и Чаир, Касами и Меджити, спроведувањето на Охридскиот рамковен договор мора да продолжи, но потребна е поголема функционална децентрализација, која придонесува за мултиетничкото општество и соживотот. После 25 години не е доволно да кажеме дека децентрализацијата е важна. Мора да прифатиме дека процесот стагнирал и дека неколку начала од Охридскиот договор се уште чекаат на целосна имплементација. Потребна е ново партнерство помеѓу централната и локалната власт. Ние влеговме во нова фаза од административни механизми кон законски институционални гаранции. Најзначаен пример е правичната застапеност. Години поредово начало се спроведуваше преку административните механизми, а денес целта е тој да се уреди со посебен закон и да представува јасна обврска за државните институции. Одбележувањето на јубилеот продолжува и утре во 19:30 часот на камениот мост во Скопје. Дуи пак за утре попладне закажа собствен настан во хотелот Александар Палас по повод 25 годишнината од рамковниот договор. Уставниот суд им одговори на членовите на Судскиот совет и Сдруженијето на судии дека независноста на судската власт не може да биде оправдување за непочитување на Уставот. Преписката се случува откако Уставниот суд донесе посебно решение со кое утврди дека судија од Основниот граѓански суд во Скопје не спровел одлука на Уставниот суд поврзана со случај на утврдена повреда на слободата на јавно изразување. Афродита Рамос ги има ставовите. Судската независност не може да биде оправдување за непочитување на Уставот, одговори Уставниот суд на забелешките на Судскиот совет и Сдруженијето на судии, кои побараа воздржаност и внимателност од Уставниот суд за случајот со судијата од Основниот суд Скопје, пријавен за непочитување на нивна одлука за конкретен предмет. Заедничкиот став на Судскиот совет и Сдруженијето на судии има одредени противречности и уставноправни апсурдности, се вели во реакцијата на Уставниот суд, кој повикувајќи се на повеќе членови од Уставот, оценува дека овој суд има посебна уставна положба и не подлежи на начелото на поделба на власта. Почитувањето и извршувањето на одлуките на Уставниот суд не е прашање на избор, на толкување или пак согласност на кој било орган или кое било службено лице. Односот на Уставниот суд кон останатите власти не е однос на надреденост, туку одржување на состојбата на уставноста. Уставниот суд појаснува и дека неправосилноста на одлуката не ја менува фактичката состојба, дека судијата не ја извршил нивната одлука, а дополнително ја игнорирал и практиката на Европскиот суд за човекови права, спротивно на ставот на Судскиот совет и на Сдруженијето на судии, кои пак ценат дека за законитоста на одлуката треба да одлучува апелација. Правниот експерт Дарко Аврамовски оценува дека во конкретниот случај има пропусти во одлучувањето и на Уставниот суд и на Основниот. Меѓутоа, како што посочи, во државава постои недоволно развиена правна пракса, а се уште до крај не се диференцирани колкави се надлежностите на Уставниот суд. Многу би било добро доколку овој случај
е иницијалната каписла која што ќе ги седне на иста маса Уставниот суд, Судскиот совет и редовните представници од редовното судство, на кој што би можело да се договори на некоја предвидливост во постапувањето и на Уставниот суд при одлучување за сторени повреди од страна на судовите, редовните судови, но и механизмите за примена и давање на практичен ефект. Самиот пропуст на Уставниот суд да наведе дека ги поништува и како треба да се спроведе одлуката во пракса, не создава имунитет кај редовните судови. Во однос на тоа дали судијата од Основниот суд ќе сноси дисциплинска или кривична одговорност за своето постапување, Аврамовски посочува дека се уште е рано да се зборува дали таква постапка ќе биде покрената, а како клучен аргумент ја наведува токму правната дилема, дали се работи за различно толкување на правото и фактите од страна на Основниот суд во контекст на одлуките на Уставниот суд. Со изведување на градежното вештачење на објектот Пулс и распит на вештите лица што го изработиле, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во Кочанската дискотека, во кој што загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Со ова, како што е најавено, треба да заврши изведувањето на доказите од обвинителството. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. На местото каде што функционираше дискотеката Пулс во Кочани, никогаш не била дозволена пренамена од индустријски во угостителски објект, истакна денеска вештото лице Душица Трпчевска-Ангелковиќ во судницата во затворот Идризово, во рамки на судењето за трагичниот пожар во кој животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. Според градежното вештачење, зоната Г10 во Кочани уште во 1998 година е исклучиво наменета за лесна индустрија и мало стопанство. Во урбанистичко-планската документација на градот Кочани и согласно законот за градење на таа локација не е предвидено вршење угостителска дејност. Според урбанистичкиот план од 2013 година, на таа локација не била предвидена намената Б3 за големи угостителски објекти. Легалниот пат бил инвеститорот да побара измена на деталниот урбанистички план или да изработи проект за пренамена со сите технички и безбедносни услови. Наместо да избере една од овие две легални можности, инвеститорот се одлучува да изврши нелегална пренамена на дел од објектот, постапувајќи спротивно на ДУП-от и регулативата. Според изнесените детали од вештачењето, објектот каде што била сместена дискотеката се состои од две згради. Првата изградена во 1998 година со соодветно одобрение за деловно производно продажен објект и втората изградена без одобрение за градење, а легализирана во 2011 година за лесна и незагадувачка индустрија. Иако во 2012 година објектот се користел согласно намената од деталниот урбанистички план. Истата година инвеститорот почнал дел од просторот неовластено да го користи како дискотека. Александар Наунов, татко на Надица Наунова, една од жртвите во пожарот во Кочанската дискотека, по завршувањето на рочиштето, повтори дека родителите на загинатите и повредените во Пулс бараат вистината да излезе на виделина, а правдата да биде задоволена. Повеќе од една деценија не е пропуст, не е превид, не е еден погрешен документ. Тоа се години во кои институциите имале врска да постапуваат.